ефикасна. Денес наш гостин е познатиот кикбоксер и поранешен ученик на нашата гимназија Суне Мифтар. Здраво Суне, како си? Здраво Кети, одлично, супер. Фала ти на поканата прво. Ова е за мене на огромна чест да се вратам повторно во И за нас исто што прифати оваа години покана. од мојот живот. Школските денови се незаборавни секако. Како е чувството после толку години повторно се вратиш во гимназијата? Реално малце чудно ми падна. Поминаа колку 6 години. Сигурно јас и ретко се враќам Битола. И сако се вратив само некои слики ми се враќаа повторно и си викам добро е. Тука сме. Пробуди некои мемории кај тебе? Реално да. Да, многу, пошто многу време врвевме тука, нели, 4 години незаборавни, прекрасно дружење, позитивна енергија. Дали може, пример, некој спомен да ни споделиш со твоите соученици, нешто со професорите, кои што, ајде да речем, најпрво ти текна кога влезе сега во гимназијата? Па, најпрво одма ми текна, јас тука учев, нели, блиску до собата кај што снимаме ние во шеската. Да. Така бевме славната шеска. И она баш бевме клас полн со емоции, сите се поврзавме многу брзо, имавме доста добри дружења. Значи И сложен баш тука, клас. баш во ходникот, се почна тука. Сложен клас сега. Кој ви беше класен? Класен професорот Михајло Селјанов. Да, исто и нас голем не е поздрав тој. до него, професоре. Тој те предложи за во оваа Да, емисија. Па сега сакам да те прашам како стекнатото знаење од горната ти помогна во понатомашните успеси во твојата кариера? Стекнатото знаење, па И дали воопшто ти помогна најпрво? некои работи да. Да речам, не теоретскиот дел кој го учевме како предмет на Да, настава, повеќе но практиката. Практиката која ни ја даваа професорите, реално. Кој сака нека каже може да збора до утре, али дисциплината која има тука, јас ја практикувам и ден денес во мојот живот, па и сега како тренер и се понатаму. И Дали, спортист. пример, како активен спортист ти беше тешко за да се справиш со училишните обврски, оти нели повеќе како од твоето време го посветуваше на спортот? Да, може да се каже, бидејќи секој кој сака да биде спортист, мора да биде посветен 100%. Значи, спортот си бара 100% посветеност. Што значи тоа? Тоа значи дека сабајле треба да станеш еден тренинг да направиш. Ако си на школо, ќе дојдеш на школо, ќе опомниш цел ден на школо и вечерта правиш уште еден тренинг. А дали тоа го има во предвид професорите, дека нели немаше толку време за учење? Па, некој да, материјалот. некој не. И тоа ти правеше потешкоти? Не. Реално не, пошто кога требаше поддршката имав. Например, ќе пример, дојдеше. извини, пример дали од соучениците имаше некоја помош, дали ти помагаа пример за домашни работи? Премногу. Реално со учениците премногу. Да, реално тоа е најважно, бидејќи ако имаш добри соученици, ќе ти се оди на училиште и Дефинитивно. И ден денес ние сме во добар контакт со сите, али во школските денови на цело време, пример, ќе ми помагаја со домашни, ќе ми помагаја и ова да не забореш, што да не забореш. Утре имаме тука, ваму сме там, значи за соучениците немам збор. Сите. значи целосно ти Целосно, помагаа да, за комплетно бевме. обврските. Да, пример каков ученик беше, дали може нешто ни споделиш околу А тоа? реално не бев некој добар ученик, како за учење, не учев многу, доволно учев, колку што ми треба да речам, колку така, али бев дисциплиниран доста. Доста ги Да. почитував професорите, Па никош добро, не не- Да. И така. Пример, сега да се префрлиме на кикбоксот, на главната тема, што токму те насочи, зошто токму го избра тој спорт? Нешто да ни Реално, откриеш за почетоците. да. Јас не знам ништо друго освен ова. Така сум израснат, мојот војко беше кикбоксер. Јас уште од дете се цело време сум прател такви филмови, сум гледал борби. И само можам и да ти покажам и слики, јас на 2 години сум сликан со нараквиците боксерски, не знаев што се. Отко знам за себе, јас го знам единствено само тој. До се ништо друго не Кога знам. почна професионално да се занимаваш со кикбоксот? Професионално, првата професионална борба ми беше, како е ти, пред 4-5 години, така нешто. А претходно имав аматерски борби. Кога започна нешто? Да. Во некоја школа во Битола? Да, значи почетоците точно ми беа во 2009 година, баш во Битола во Академијата за боречки вештини во Занет до. Да, Е сум слушнала. покојниот мајстор Златко Неделковски
огромна почит, човекот кој ми даде правец, ми даде занает, ми даде се. Имам слушнато многу добри зборови за него. Нема да слушнеш ништо поразлично. Пример, пред борбите, дали имаш некој систем на подготовка, дали користиш некои ритуали? Систем на подготовка, за разлика од другите спортови, нашиот спорт е малце проблем што ние не знаеме, пример немаме сезона, па да правиме циклуси на тренирање, да знаеме кога имаме пауза, кога немаме. Значи мора да бидеме цело време спремни. Да. Пошто не се знае во кој момент ќе испадне надпревари и слични са. Јас сум спремен во текот на цела година. Предходно не се објавени, мислам нема листа на надпревари. Нема така листа како во другите спортови. Многу ретко можеш да начекаш. Али горе-долу се знае, пример, кога се отприлика. И по повик. Веќе на професионално ниво се е на повик. Да речеме се одредува датум, се одредува некој настан, се одредува противник кој те кажан од пред време. Па според Дали некогаш, пример, во борбите си се соочил како нефер борба со нефер соиграч? Па конкретно не. Не до толку, сепак борба е на, како да кажам, целта на некој му да те повреди. Колку да звучи брутално. Сега многу ретко се случува и грешки, нели удар под појас во генитали или слични такви удари, али не мислам дека тоа е намерно. Барем мене ми се нема случајно да некој ми наштети намерно во нешто за нешто што не е дозволено. Да. Дали кикбоксот е синоним за насилство или тоа во вашите очи, во кикбоксерските очи, тоа е малку поинако? Реално, нас ни е смачено да се тепаме. Значи, ако ти тренираш 3 пати на ден и надвор кога излезеш од улица веќе дотука ти ја дојде, но не да те тепа некој, само одиш добро, дај те молам тргни се, послаб сум, извини, фала, чао. Во мои очи, значи јас како кикбоксер, како спортист, во очите на народ уште сме ние агресивците. Како тие што сакаме да бараме насилство, тепачки, кавги. Јас пример тренирам нели од 2009 година активно, до сега немам ни една тепачка на улица. Не знам како е да ударам. А некој си го гледа тоа, не знам, со своји очи, али фала му на Господ, за мене е топ. Кикбоксот само на професионална страна го Да. користиш. Цела енергија, значи таму ја трошиме и веќе немам ни енергија за надвор. Дали се сеќаваш на некоја твоја најтешка борба? Да ни споделиш некои информации, детали за таа борба? Па, еве сега би ја спомнал последната борба што ми беше пред нема месец, 3 недели. Учествував во Англија, го предизвикав шампионот светски, кој беше домакин англичанец. И беше борба од 5 рунди против домакинот и шампионот. Она баш беше тешка, да речем, за разлика од другите. Бидејќи, кога се бориш за титула, борбата трае 5 рунди по 3 минути. А обичните борби траат 3 рунди по 3 минути. Тоа е разликата. Сега дека спомна, во Англија беше оваа борба, така? Да се навратам предходно на твоето знаење тука и како ти одеа јазиците? Јазиците, јас природно имам некој талент за јазици, бидејќи сум роден уште од старт зборам 3 јазици. Значи зборам македонски, турски, албански, поради моите родители. И 3 јазици ги зборам перфектно. Па после на школа, кога почнавме да учиме англиски, во основно не бев многу добар. А твоите соработки сега на англиски јазик ќе Се на англиски. Сега дури да работам екстра работа на англиски, а реално научив англиски најмногу тука. Во средно? Да, најмногу во средно, бидејќи професорката направи некој таков систем што требаше цело време ние да читаме некои лекции и да ги раскажуваме. Јас најмногу што мразев беше да читам. И таа реално виде дека не ќам да читам и стално кој ќе имав устно испрашување, таа ми викаше не, ти нема да ја раскажуваш лекцијата, ајде раскажи го надпреварот. Или раскажи ги тренинзите. Значи, преку мојата пракса ме научи англиски. Да, сепак ти помогнала во тоа. Премногу, реално да. Тоа што научив англиски, научив тука. За некоја најдрага победа, нешто да ни споделиш? Реално не можам да ги поделам победите. Да, секоја победа е драга, сладка е на секој начин, бидејќи влогот претходно е премногу голем. За сега
се ги сакам сите посебно, уште од дете кога бев тие клубски надпревари што ми се, па се до сега професионалните надпревари, аматерските надпревари, а сите медали си ги чувам дома на ѕидот и така и ќе останат за стално, бидејќи тие се делом. Да. А пример од прилика, колкав период ти е потребен да се припремиш пред борба, и физички, психички, дали е тоа тешко? Да, реално, ако си претходно во тренажен процес, доволно е месец и пол за да си топ форма. Ама претходно мораш да бидеш во тренажен процес. Да не си сега да речеме на нула, а сега почнуваш ти од нулата. Мораш да си во тренажен процес цело време, за месец, месец и пол да влезеш во таа такмичарска топ форма. Ако не, минимум ти треба 2 до 3 месеци да си во тренажен процес континуирано, за последниот месец дена да одиш во тоа највисоко топ ниво. Ако го оставиме настрана физичкиот дел, дали психичкиот е тежок пред борба? Премногу. Дури можам да кажам потешко е психичкиот дел, пошто свесен си дека некој негде за тебе се припрема. И за тоа колку што е негативно, толку и позитивно, нели? Имаш поголем мотив за тренинг, па се до самото соочување, бидејќи пред борба ние имаме соочување на вагата. Прво имаме контролно мерење, не контролира, бидејќи имаме одредени килажи што мора да ги постигнеме. На самата вага имаш соочување, се кога ќе го полиш во очи некој што знаеш дека не ти мисли башарно, исто и ти него не му мислиш. Да. Тука е таа тензија, и се осеќа. Пуште самото загревање, чекање во соблекувалната, тоа е смрт. Значи чекаш, не знам, неколку сати да ти дојде редот да одиш во борба. И тука психички мислам, не знам кој може да издржи. Најстресно е загревањето? Да, за мене да. И моментот кој ќе ми речат на следна борба си ти. Јас живеам за ова. Значи, живеам за овој спорт, не ќам ништо. Не постои нешто што сакам повеќе од спортот. Ама кој ќе ми речат следна борба си ти, по тој момент не знам, мислам. Сакам да излезам од кожата, буквално. Пример, сакам да те прашам, што најмногу те мотивира пред борба? Дали имаш некоја мотивација? Љубовта кон спортот. Пак ќе нагласам, нема нешто што сакам повеќе од овој спорт. Некои идоли кои што можеш да ни ги кажеш и зошто токму тие ти се идоли? Немам некој специфичен. Дали ги следиш нивните стапки за да постигнеш некој успех во кикбоксот? Од технички дел, да, има доста борци кои ги следам, али не можам да се одредам кон еден или да пробам да имитирам нешто. Од секој, според мен, успешен борец што стилот ми одговара, пробам да земам нешто. Како додека си во борба, како се осеќаш во рингот, какво е твоето чувство? Кои чувства тоа ги буди кај тебе? Па, како што нагласив, има измешани емоции, се дури не стигнеш во рингот. Да. Значи, премногу измешани емоции са, мајсторството е да ги успеш да ги контролираш тие емоции. Се до моментот дури не го слушнеш звончето. Значи, кога звончето ќе звони, борбата почне, тогаш не постои никакви емоции. Значи, само сум фокусиран на противникот, го гледам него, свесен сум за самиот себе, значи знам што сум направил претходно за да стигнам до таа борба. И тоа ми дава плюс мотив да дадам максимум на самата борба. И тука сум присутен во ситуацијата, значи ги слушам тренерите, гледам противникот како реагира, пошто иако спортот е индивидуален, не е пример трка на 100 метра, па сега ти трчаш, другите што ќе направат. Мораш да реагираш на ситуации кои ти ги задава противникот. И сега секоја акција има реакција. Цело време играш шах фактички. Да. Во секоја борба можеш да се соочиш и со победа и со пораз, па како ги прифаќаш ти поразите? И победата и поразот се дел од спортот, мислам. Не мора секој спортист да ги осети нив и да се соочи, бидејќи не можеш да станеш, мое мислење дека не можеш да станеш голем спортист ако не си издигнеш после падот. Значи мора да осетиш, да бидеш малце на дното и се помачеш таму и тука ќе видиме кој е спремен од калта да излезе. Да, но бидејќи не си тупаво го прифаќаат поразот, некои си агресивни при пораз. Тоа се случва често, али тоа се различни карактери. Различен начин како размислуваат, како го гледат спортот. Не можам никој да осудам
некој си е таков. Некој си е таков. Јас би сакал да бидам реален, да ги видам грешките, бидејќи најлесно да кажеш еј судијата или не знам, да ја фрлиш топката на некој друг. Или дај да се запрашаме самите себе. Кај сгрешив, што сгрешив, Најпрво треба од самите да запрашаме. Па то самата таа постапка ќе ми поможи мене и на сите други, нели, да се издигнеме после поразот. И не гледам ништо негативно, барем за сега, во тој дел. Да, понекогаш поразот повеќе ќе ни поможи за понатамошните успеси. Дефинитивно, ќе ти ги отвори очите, ќе видиш кај си, што си, кој ти е нивото. Да, а нешто да ни откриеш повеќе за твоите постигнати успеси? Реално, до сега немам некој така позначаен успех што можам да го назначам, освен ова сега. Бев нели најблиску, ќе бев во, доколку победев ова последната борба, јас ќе бев светски шампион во одредена федерација. Ќе му земев титулата на шампионот до сегашен која брани веќе 2 пати. Али ете, фалија ситници, научивме нови лекции, продолжуваме понатаму. Дали се занимаваш активно само со кикбоксот или настрана од кикбоксот си и друго, се занимаваш со друга професија? Па вака, мене стално кој ќе ме праша некој ти си професионален кикбоксер, јас му викам не сум професионален кикбоксер, како се такмичиш професионално? Да, му викам се такмичам професионално, јас сум во моите очи аматер кој се конкурира со професионалци. Ако ме прашаш зошто, бидејќи професионалец си ако само то живееш, значи тоа ти е професија. Да. Например, некој може да има завршено медицина, ама ако вози такси не е доктор, тој е таксист. Да, само има завршено медицина. Само има завршено медицина. Па јас го гледам така. Така, јас моментално работам како тренер во Скопје, во Центар за боречки вештини работничка Дора. Да. Таму сум веќе 4 години и работам плюс уште една работа осигурување. Каква е разликата помеѓу тоа да си кикбоксер и тренер? Дали има поврзаност или сепак тоа е различно? Според мене има голема поврзаност и од двете страни. Бидејќи јас добив многу позитивни работи, научив, пробувајќи да ги учам другите кикбокс. Значи сам си увидов некои нови работи што досега не ми текнуваа, но откако почнав да работам како тренер, да речам ми се отвори очите, некои ситници, некои детали. Баш кога пробав да научам некој почетник или некој нов, добар, млад дечко или девојка што сака да биде такмичар. А дали ти како тренер си одиш по стапките на твојот прв тренер кој што спомна дека е многу драг за тебе? Да. Да, значи, тоа нема јас никогаш да го заборам. Поминав 9 години, да речам, точно под негови закрила. И тој не порасна, мајсторот Златко не порасна, значи сите нас. Да. Тоа што го научивме од него, не е животна лекција, значи занает, буквално занает, кој сега денес можеме ние да јадиме леп од тој спорт. Да. Кикбоксот како спорт, дали е само индивидуален како што ние го гледаме или сепак постојат клубови? Значи, спортот како спорт е индивидуален, ама секој борец и под некој клуб. Така. Моментално јас и како тренер и како тренер и како такмичар сум во Скопје во Центарот за боречки вештини работничка Дора. И сега плюс настапувам за холандски клуб Майк Джим, кој е број 1 во светот, реално сон на сите кикбоксери кои сакат да бидат на врвното ниво, да речеме, ако некој фудбалер, не знам, сака да игра во Реал Мадрид или во Барса или во Милан, кикбоксерите сакаат да одат во Майк Джим. Јас сум сега моментално дел од тој джим. Како стигна ти да бидеш дел од тој клуб? Баш интересна е приказната, значи лани, точно година да имам негде, мај или јуни, јас имав борба против тој клуб во Турција, против тренерот. Па после истиот тој тренер одржуваше камп во Хрватска. После борбата се одов на кампот, нели да научам нешто екстра, не дека нешто се надевав дека ќе биде да стигнам до Холандија, во Амстердам да почнам да живеам. И ете случајно таму со разговор, нели со тренинзи, за мене тоа беше незамисливо и се најна што ми вика можеш да дојдеш ако сакаш. Јас како? Така вика еве ти број на ватка, кој ќе сакаш дојди ја ви се. И
така и така почна се на 1 септември куферите и Амстердам. Немаше дилема, веднаш го прифати повика. Веднаш, бидејќи за овој спорт јас сум спремен да остам се позади. Без размислување, нормално. Има некој искалкулиран ризик, но се додека тој е искалкулиран, спремен сум на се. Да, дали претходно си бил дел и од некој друг странски клуб? Не, ова ми е прв странски клуб, да. Се надевам и последен. Па за крај, сакам да те прашам дали може да ни дадеш совет за младите кикбоксери, а и општо за младите спортисти. Да, баш би сакал да дам совет за младите генерално. Не само спортисти, генерално баш за сите млади. Да. Бидејќи тој истиот совет, сега што ќе го кажам, доколку го применат во животот, моје мислење дека не постои друг начин да бидат успешни. Значи, најбитно од се треба да знаеме што сакаме. Значи, секој од нас треба да знае што сака. Друго, треба да знаеш зошто тоа го сакаш. И трето, колку си спремен или спремна да се вложиш во тоа што го сакаш. Не е работата само сакаме, јас сакам нешто, ама што прешти за да сакаш. Значи, треба да сме спремни да даваме максимум, да имаме падови и да не се откажеме да даваме максимум, за еден ден да ја достигнеме целта. Да, понекогаш и поддршката е многу важна, например поддршката од фамилијата. Поддршката е важна, да, јас ја имам, али не значи дека секој ќе има, а и тоа не значи дека треба да биде пречка за некој да се откаже од неговите соништа или желби во животот или некој што сака да стане. Доколку има јасна цел и идеја што сака да стане и напорно работи на тоа, кога тогаш тоа ќе се оствари. Да, ти благодарам, многу ни е мило што беше наш гостин денеска. Со вас се гледаме во следна емисија.